Добре дојдовте повторно на мојот канал Читај со Јасна. Денес ќе обработиме лектирата за 8 одделение Мио, мој Мио од Астрид Линдгрен. Романот Мио, мој Мио е фантастична приказна за едно осамено момче кое открива дека неговиот живот крие голема тајна. Главниот лик е Бусе Вилхелм Олсон, момче кое живее кај посвоители. Тој често се чувствува несакано, осамено и тажно, бидејќи нема вистинска родителска љубов. Единствена утеха му е неговиот пријател Бене, со кого ги поминува деновите. Еден ден Бусе добива необично златно јаболко и мало шише. Кога духот што се наоѓа во шишето го ослободуваат, започнува вистинска магична авантура. Со негова помош Бусе се пренесува во далечна волшебна земја. Таму дознава дека не е обично момче, туку принц по име Мио. Во тој свет го пречекува неговиот вистински татко, кралот, кој со години го чекал неговото враќање. Во новата земја, Мио конечно чувствува љубов, сигурност и топлина. Живее во прекрасен дворец, ужива во природата и стекнува нови пријатели. Најблизок му станува момчето Јум, кој е верен другар и секогаш е покрај него. Заедно поминуваат многу среќни денови, но нивната радост не трае долго. Во кралството сите зборуваат за страшниот витез Като. Тој владее со земјата надвор и шири страв и зло. Като киднапира деца, ги разделува семејствата и ги претвора срцата на луѓето во камен. Никој нема храброст да му се спротивстави, но постои старо пророштво дека токму Мио ќе го победи. Кога дознава за својата судбина, Мио се плаши. Тој знае дека борбата ќе биде опасна, но разбира дека не може да ги остави другите да страдаат. Заедно со Јум тргнува на долго и тешко патување. На патот минуваат низ темни шуми, високи планини и непознати предели. Среќаваат добри луѓе кои им помагаат и им даваат совети, но и многу опасности што треба да ги совладаат. Во текот на патувањето Мио покажува голема храброст. Иако понекогаш чувствува страв, не се откажува. Тој сваќа дека вистински храбар е оној што продолжува понатаму и покрај стравот. Пријателството со Јум му дава сила да ги надмине сите пречки. На крајот, Мио стигнува до мрачниот замок на витезот Като. Таму се води решавачката борба меѓу доброто и злото. Благодарение на својата истрајност, храброст и помошта што ја добил за време на патувањето, Мио успева да го победи Като и да ги ослободи заробените деца. Со тоа повторно се враќаат мирот, радоста и среќата во кралството. По победата, Мио се враќа кај својот татко. Тој конечно го пронаоѓа местото каде што припаѓа и сваќа дека љубовта, добрината и пријателството се најголемата сила што човек може да ја има. Анализа на романот Мио, мој Мио. Ликови: Мио, Бусе Вилхелм
Олсон. Јум, Кралот, Витезот Като. Мио, односно Бусе Вилхем Олсон, е главниот лик во романот. На почетокот е осамено и несреќно момче кое живее кај посвоители и копнее по љубов и внимание. Кога дознава дека е принц, неговиот живот целосно се менува. Мио е добар, чувствителен, искрен и храбар. Иако се плаши од опасностите што го очекуваат, не се откажува од својата задача и покажува дека вистинската храброст значи да се бориш за доброто, дури и кога ти е страв. Јум, најдобриот пријател на Мио. Тој е верен, искрен и секогаш подготвен да му помогне. Во текот на целото патување останува покрај него и му дава сила и охрабрување. Неговото пријателство е пример за доверба, лојалност и меѓусебна поддршка. Кралот, таткото на Мио. Тој е мудар, праведен и многу го сака својот син. Неговата љубов му дава сигурност што никогаш ја немал додека живеел кај посвоителите. Кралот представува символ на добрината, грижата и родителската љубов. Витезот Като, главниот негативен лик. Тој е суров, безмилосен и ги плаши сите жители на земјата надвор. Го представува злото, омразата и неправдата. Неговото камено срце покажува дека човек без љубов станува ладен и суров. Тема. Главната тема на романот е борбата меѓу доброто и злото, но истовремено и потрагата по љубов, дом и припадност. Делото покажува дека секој човек има потреба од семејство, пријатели и некој што ќе го сака. Идеја. Авторката сака да покаже дека добрината, љубовта и храброста секогаш се посилни од злото. И најголемите пречки можат да се совладаат кога човек има верба во себе и поддршка од оние што го сакаат. Порака. Романот не учи никогаш да не се откажуваме пред тешкотиите. Вистинскиот херој не е оној што никогаш не чувствува страв, туку оној што го совладува стравот и им помага на другите. Љубовта, пријателството и добрината се најсилното оружје против злото. Време и место на случување. Приказната започнува во обичен град, а потоа се префрла во волшебно кралство исполнето со прекрасни предели, дворци, шуми и далечни земји. Настаните се случуваат во фантастичен свет каде што се испреплетуваат магијата и реалноста. Вид на дело. Мио мој Мио е роман со фантастични елементи за деца и млади. Во него има авантура, магија, борба меѓу доброто и злото и силни животни пораки. Романот многу ми се допадна затоа што е исполнет со интересни авантури и возбудливи настани. Најмногу ми остави впечаток ликот на Мио, кој од осамено и несигурно момче станува храбар и одговорен млад човек. Ми се допадна и неговото пријателство со Јум, бидејќи покажува колку е важно да имаме вистински пријател, кој ќе биде со нас и во добрите и во тешките моменти. Делото ме научи дека љубовта, добрината и храброста секогаш победуваат. Заклучок. Мио, мој Мио е роман што ја поттикнува фантазијата.
но воедно носи и важни животни поуки. Преку приказната за Мио, Астрид Линдгрен покажува дека секое дете заслужува љубов, сигурност и поддршка. Романот не потсетува дека доброто секогаш има сила да го победи злото и дека вистинските пријатели никогаш не се оставаат еден со друг. Ви благодарам.